за било што во животот и за политичкиот живот. Ние заедно. Па токму тоа беше и главното разидување меѓу вас и мене, затоа што ниту вие, ниту јас ќе видевме што е и локална власт, и влада што е, и вие парламент ќе видевте ако не беше Социјалдемократскиот сојуз и Црвенковски. Вие и јас пробавме 98, јас пробав 96, бев добар трет. Вие исто така бевте добар 5 и 6 или кој бевте 98 на избори во општина, во центар за пратеник во Собранието на Република Македонија. Меѓутоа на два пати се кандидирам заедно со Социјалдемократскиот сојуз и сум одличен прв. И ако јас се прашувам, ако треба да дадам нешто на македонската политичка сцена, сигурно дека треба простор со политичка партија со кој што ќе може да дојдат до израз и моите ставови, мојата способност, мојата креативност и така натаму. А додека сме во Социјалдемократскиот сојуз, токму вие, господине Црвенковски, и вашиот лидер, или Женовски, токму вие, значи, јас ниту еднаш не слушав, ние сме били членови на владата. Стефче Јакимовски имал секогаш аутентичност и своји размислувања по одредени прашања во владата, во државата, што се случува така натаму. Токму вашиот лидер или мојот доскорошен лидер Јован Манасиевски, јас никој не сум видел на влада или на било што да се спротивстави на било каква политика кој што ние водевме во тие 3,5 години. За да потоа 2006 година станете пратеници, 2008 година станете пратеници со Социјалдемократскиот сојуз и нормално сега кажувате тоа што кажувате. Ќе одите сами на избори, со среќа нека ви бидат, резултатите ќе ги видиме, тие беа и на овие локални избори. Нема што друго да се зборува, ако не се напаѓа Црвенковски, затоа што нема што да се каже друго на политичката сцена. Инцидентот во Собрание. Вие сте виделе многу парламенти, бидејќи сте 10 години во тој парламент, благодарение и на Социјалдемократскиот сојуз. Така ли? 10 години односно 8 години, добро се извинувам. Значи, во кој тоа парламент во светот ќе ви дозволат некој во фармерки да влезе во мајца и камерата да си стави вака и да слика? Мислите ли дека потоа ќе остане министер за внатрешни работи актуелен министер? За такви работи влада паѓа. Во тој парламент, кога тој човек сликал и кога го прашале кој сте вие, господине, тој вели јас приватно сум овде. На барање од обезбедувањето да му ја земат камерата и така натаму, обезбедувањето не реагира. Мислите дека тоа треба да се дозволи во парламентот? Вие не сте пратеник, претпоставувам дека во престојниот период учесниците во овој инцидент ќе успеат да ги надминат. Нема потреба толку да му се додворувате на Бранко Црвенковски. Сметам дека е тоа контрапродуктивно за вас. Јас знам добро што зборувавме до неодамна. Јас сум актуелен градоначелник и наредни 3 години сум градоначелник на Карпуш. Нити имам потреба, нити имам зошто било кому да се додворувам. Значи, ако сакат овде сите, само јас сум на власт. И зошто некој би му се додворувал, и зошто што би било мојата цена за да се додворувам. Имам уже 3 долги години. Ставовите за Црвенковски за СДСМ се поинакви, но тоа е ваше право. Јас реков дека секој има право да напушти политичка партија и да премине во друга. А што се однесува до сликите во собранието, да, јас кажав дека ако имаме собрание во Република Македонија каде што секој полицаец со или без униформа може да влезе внатре, дека тоа не е собрание. И се представува дека приватно е тука. Апсолутно се согласувам со вас. Но вие не можете да дигне воздух, значи се разбира. Тоа е положбата. Повторно навлегуваме во една тоа е положбата друга дебата. На собранието на Република Македонија. Но не може да најдете слики каде што пратеници напаѓаат физички лица. Да завршам. Добро, јас и знам што случува таму. Значи тоа е тоа за кој што јас денеска го критикувам како начин на действување. А што се однесува до парите за кои што вие велите дека немам право да го поставам, јас тоа прашање го поставив веднаш наредниот ден после митингот на ВМРО да помене. А што би поставиле друго прашање? Јас не знам. Што на пример друго би? Вие немате неслагање со политички ставови на Социјалдемократскиот сојуз, немате што да кажете друго. А сега откави за толку многу народ колку пари? Ако беше помалку ќе викавте многу малку ви дојде, а немате поддршка. До сега зборов за матрицата на действување. Впрочем, ќе оставиме граѓаните да го искажат својот став, дали смета дека Бранко Црвенковски треба да биде иднина на Република Македонија или смета дека Бранко Црвенковски го досегна зените на својата политичка кариера. Повелете, господине Леновски. Фака маце, ако може да сумираме. Прво, уште нешто потенцирам, нашиот став е дека македонската транзиција, ако се означи со паричка, двете страни на паричката се ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз на Бранко Црвенковски, бидејќи таму не е сменет лидерот. Оваму бар имаш некаква промена на лидер. И доколку
потенцираме, вака продолжиме да функционираме како што се наметна одредена дебата, вие можете да направите анализа, например, на што се сведе дебатот или резултатот за Македонија во овие 6-7 месеци од 2010. Значи имавме Скопје 2014, јака дебата, имавме обид за уставни промени и имавме инцидентот. Значи ништо реално, значи само магла за народ, двете партии како да се караат, можем се караат меѓу себе, а уствари на тој начин бавшо апсолутно екзистира црниот-белиот свет. Јас сега морам да зборам за Црвенковски или за Груевски. А не слушнавме никаква платформа. Ние точно дека е целата паѓање на власта. Меѓутоа, кој е планот за понатаму? Секако и на таа тема имаме, се разбира, прашања. Не. Вие не знаете што ќе понуди, се понуди избор, немаме изборна коалиција. Вие за која програма за што кажувате дека Црвенковски е политички мртов или за која програма вие не сте слушнале програмата? Само да. Немам нешто да слушам после 20 години веќе. Од приказки ми е преку глава. Ќе чуете, ќе видите која програма ќе биде. Видете, дозволете. Таа има да се исполни, да знаете. Кажете, еве, дали едно вие давате такви гаранции да ве држиме на збор. Да, а сега имате сосем нов социјалдемократски сојуз. Не може да биде нов, кој е стар. Јас сум полев од нив. Јас сум најголемиот критизер, освен на ДПМН. Меѓутоа сега имате една сосема нова атмосфера. Еден сосем нов Црвенковски, едно сосема ново раководство. Сега е една клима. Не можам да ве разберам. Не. Како нов? Како може само. Како прочитате платформата на опозициониот фронт и ќе видите изборната, кој ќе дојде време, ќе ја прочитате. И ќе видите што представува Црвенковски затоа што пази, е лесно да напаѓаш. Меѓутоа треба да кажеш што ќе превземеш. Затоа јас кажав една работа. Многу тешко ќе биде. Со големо задоволство Груевски ќе си замине и гледа на кој начин. Меѓутоа што ќе остави? Ја ќе кажам, без 3 милиарди заем, тоа не може да функционира. Значи, идната власт, идната која е неминовна, идниот премиер, а кој рече дека Црвенковски ќе биде премиер? Извинете. Друже Стевче, кажа некој дека Црвенковски ќе биде? Воопшто не стана збор. Никој не треба да каже на изборната коалиција кој ќе биде, кој ќе им биде премиер. Кој сака ќе стави. Не праша нас ДПМН кој ќе биде премиер. Ќе поразговараме и на таа тема, ќе влеземе во евентуални предвремени избори, кој со кого би можел да коалицира. Значи да живее во илузија, дека продолжи да живее. Значи ја не викам што ќе пишува на хартија. Може би случајно навистина вие не го познавате господинот Црвенковски во ова светло во кое го запознал господинот Угриновски. Најверојатно, очигледно, мислам. Меѓутоа, видовме многу изборни програми овие 20 години. Кажете ми едно реално прашање што се разреши во Македонија. Дали имаме ние например среден здравствен систем? Имаме образовен систем среден. Сме оствариле некоја стратешка цел до сега. Зошто ние доцнеме како полека, но сигурно се приближуваме, неверојатно ние и кон крајот на дебатата на господинот Додовски не успеав ни да му дадам можност. Сакав конкретно бидејќи во измината час време говоревте за вашиот капацитет. Со сличен капацитет како и вас за практично истото гласачко тело се бори господинот Љубе Бошковски. Вие, кога се појави на политичката сцена, тогаш изјавивте дека Бошковски ги добива гласовите најмногу поради бекграундот на Паталец, исто како што и Руфи Османи победи во Гостивар на локалните избори, но тоа нема да се случи на парламентарните избори. Се уште ги имате тие ставови, ви представува некаква опасност Љубе Бошковски? Значи тоа што сум го кажал пред неколку месеци, истото го можам да го повторам и овој пат во емисија, меѓутоа и реалноста е таа која во момент можеме да ја видиме на македонската политичка сцена. Обединети за Македонија како политичка партија, нова политичка партија која добро ќе треба да се докаже на политичката сцена. И понатаму стојам на истото тоа дека како што Руфи Османи ги освои гласовите во Гостивар за кандидат за градоначелник, така и Љубе Бошковски освои 150.000 гласови. Јас ви гарантирам едниот и другиот да има после месец дена локални избори за градоначелник на Гостивар или председателски избори, 10 пати помалку гласови ќе освојат по однос на тоа што беше. Како и Ѓорги Иванов. Значи сакам да кажам дека сликата е многу поинако, беше момент на патриотизам на едната и на другата страна. Дали сте подготвени за евентуално одржување на предвремени парламентарни избори? Може ли накратко, што е она со кое што вие би ги изненадиле гласачите? Значи ВМРО Народна партија дефинитивно и пред малку ви спомнав дека е подготвена за предвремени парламентарни избори, на неколку пати ги имаме
побарано. Сакам да истакам дека предвидени парламентарни избори се нужни за Македонија за да излезе од оваа хаотична состојба. Меѓутоа би сакал да укажам дека предвидени парламентарни избори потребни се на есен, а не предвремени избори за некој да скрати рокови да ги распише до година на крајот на следната година. ВМРО Народна партија е подготвена да излезе на следните предвремени парламентарни избори. Доминантно што ќе биде, тоа ќе биде социјалната и економската состојба во Република Македонија и понуден